Почитувани представници на медиумите, драги пријатели на музиката, Струмица од сега станува место каде што джезот ги поврзува точките и ја враќа енергијата на урбаното живење во градот кој сите го сакаме. Оваа урбана приказна за една убава импровизирана стварност започна уште во 1967 година со формирањето на првиот Диксиленд оркестар, што го позиционираше нашиот град како пионер на македонската джез сцена. Таа традиција низ децениите не згасна, таа се трансформираше, претучувајќи се во виртуозноста на бројни музичари. Тој мост помеѓу традицијата и модерноста, помеѓу минатото што не обликувало и иднината што ја создаваме, е суштинската причина за постоењето на Jazz Stream Festival. Овој фестивал не е само збир на концерти, тој е чин на културна ревитализација на градот. Уметничката и идејната концепција, како и програмската визија е на Никола Маџиров, човекот што го даде и називот Jazz Stream, влевајќи во него слогани кои ќе одзвонуваат во градот, како безбеден джез во градот и Safe Струмица Jazz. Замислата за еден сериозен и современ джез фестивал во градот е родена од долгите и возбудливи разговори меѓу двајцата иницијатори, полни ентузијазам и желба да се збогати културната понуда во нашата средина и истовремено да се даде почит на генерациите пред нас кои што се вградиле во културниот идентитет на градот. Разговорите што ги спомнав, а на делот кој бев и јас лично сведок, беа меѓу иницијаторите Томе Марангозов и Никола Маџиров, луѓе кои лесно и брзо се најдоа на иста бранова должина, пошто го добивме овој фестивал со кој сите, не само струмичани, ќе се гордееме. Зашто знам дека ова е производ со кој може да се пофалат само средини со долго и богато искуство во организирање вакви настани. Грижата еден таков префинет музички израз да стане дел од секојдневието во Струмица, ја презеде Томе Марангозов. Како еден од иницијаторите, Марангозов е човекот кој со својата енергија и менаџерска умешност ја претвори оваа уметничка визија во безпрекорна техничка и логистичка реалност, овозможувајќи ни 4 дена врвна джез продукција на светско ниво. Визуелниот идентитет, логото и целата естетика која го дефинира Jazz Stream во просторот и времето се дело на Маријан Дзин, чиј дизајн го заокружува овој проект како една кохерентна, современа и комуникативна целина. Националната установа Центар за култура Антон Панов од Струмица е домакинот на фестивалот, кој ги стави на располагање своите просторни и други ресурси за успешна реализација на првото издание на Jazz Stream Festival, за што изразуваме посебна благодарност. Голема благодарност изразуваме и на општина Струмица и на градоначалникот, кои безрезервно го поддржаа овој проект од почеток, со кој урбаната култура целосно го добива местото што и припаѓа и треба да и се честита за чувството што го покажува. Од 4 до 7 јуни Jazz Stream ќе биде местото каде што тишината не е пауза, туку хоризонт. Звукот не е врева, туку вертикала. Ги покануваме сите љубители на звукот да се најдат во иста точка и да бидат дел од овој нов почеток во кој джезот повеќе не е само жанр, туку начин на кој Струмица дише и се влева во морето на современите светски джез територии. А сега
да ви ги представам подетално учесниците на првото издание на Jazz Stream Фестивал. Фестивалот го отвораме со Националниот джез оркестар. Оваа национална институција е формирана на иницијатива на Сдруженијето на джез музичари, која во изминативе години постигна голем успех во државата, регионот и Европа. Преку оваа установа се негуваат талентираните джез музичари кои работат во државата и им се овозможува да ја афирмираат джез културата, како и да ја популаризираат македонската джез музика. Со мокниот звук на биг бендот под диригентство на маестро Джијан Емин, овој ансамбл ќе го отвори првото издание на фестивалот на 4 јуни во големата сала на Центарот за култура Антон Панов со почеток во 20 часот. Нивниот настап представува величествен почеток на една нова джез епоха во Струмица. Фестивалот продолжува со Гоце Стефковски квинтет. Квинтетот ќе настапи со авторска музика на Стефковски во состав Гоце Стефковски тапани, Кирил Кузманов саксофон, Гордан Спасовски клавиатури, Дарко Мучев бас, Сашко Николовски тромбон. Предводен од виртуозниот тапанар Гоце Стефковски, квинтетот ќе ја представи својата авторска музика која ги спојува пост-хард-боп текстурите со игриви фанк хармонии. Овој извонреден состав ќе настапи на 5 јуни на камерната сцена во Центарот за култура Антон Панов со почеток во 20 часот. Нивната извадба е спој на искуство и енергија преточена во импресивна звучна целина. Потоа доаѓа Тони Китановски трио, го сочинуваат Тони Китановски гитара, Оливер Јосифовски бас, Александар Секуловски тапани. Со својата долгогодишна зрелост и фасцинација од африканските музички корени, ова трио создава звук кој е плод на речиси тридецениско пријателство. Настапот ќе се одржи на 5 јуни на камерната сцена во Центарот за култура Антон Панов со почеток во 21 часот. Нивното музичко патување преку оригиналните композиции е еден од врвните естетски моменти на фестивалот. Во сабота се Алик, Горан Алик, Бобан Ѓошик, Ангелов и Јаневски квартет. Горан Алик е на гитара, Слободан Ѓошик на гитара, Пере Ангелов на фиш на бас и Теодор Јанковски на тапани. Овој состав ќе настапи на 6 јуни на камерната сцена во Центарот за култура Антон Панов со почеток во 20 часот. Квартетот премиерно ќе интерпретира джез стандарди низ призмата на својот специфичен личен ракопис и креативен израз. Тие се влог во иднината на македонската джез сцена, потврдувајќи својата уметничка зрелост. По нив настапуваат Transverse. Американскиот трубач Чет Мекколо и тројцата извонредни македонски музичари Гордан Спасовски пијано и Кирил Туфекчиевски бас и Виктор Филиповски тапани го создаваат чудесниот ритмично-медитативен албум Transverse. Овој проект е динамично патување кое ги спојува современиот пост-бап джез и македонскиот фолклор во уникатна ритмично-медитативна целина. Меѓународниот состав ќе настапи на 6 јуни на камерната сцена во Центарот за култура Антон Панов со почеток во 21 часот. Секој ден овде е обид да се премине кон немерливоста на музичкото време и да се допре јадрото на креативноста. Во недела доаѓаат летечки пекинезери во состав Иво Солдатовик, кларинет, Петар Христов, тенор саксофон, Бојан Петков, гитара, Кирил Туфекчиевски контрабас, Славчо Коцев тапани, а во Струмица бас ке свири Панче Кралев. Овој уникатен состав и овој пат ќе донесе свежа енергија и оригиналност на сцената на фестивалот, преку специфичен музички пристап што ја раздвижува публиката. Настапот ќе се одржи на 7 јуни на камерната сцена во Центарот за култура Антон Панов со почеток во 20 часот. Нивното гостување е важен дел од мозаикот на програмата која слави джез културата во сите нејзини појавни облици.
Официјалниот дел од програмата го завршуваме со Hot Jazz Оркестра и Пијан Славеј. Членови на Hot Jazz Оркестра се Иво Солдатовик, кларинет, Андреј Момировски, гитара, Бојан Петков, гитара, Александар Ниник, туба. Како вокалист им се придружува Бранислав Николов Фолтин, или познат како Пијан Славеј. Завршната вечер на фестивалот ќе биде заокружена со фузија од класичен џез звук и специфичниот авторски израз на Пијан Славеј. Овој голем музички чин е закажан за 7 јуни во камерната сцена во Центарот за култура Антон Панов со почеток во 21 часот. Покрај официјалната програма, иницијаторите и организаторите се погрижија првото издание на Jazz Stream Festival да има и оф програма, која ќе ги содржи следниве настани. Промоција на книгата Press and Play од Ненад Ѓоргиевски. Ова дело нуди критички осврт низ призмата на џез новинарството, отворајќи нови дијалози за вреднувањето на музичката уметност. Промоцијата ќе се одржи на 6 јуни во Крафт бар вторник со почеток во 13 часот. Книгата е неопходно четиво за сите оние кои сакаат подлабоко да го разберат пулсот на современата музичка сцена. Промоција на џез албумот Day After. Овој музички проект на Горан Алик и Александар Таушанов е плод на долгогодишно истражување и страст кон џез изразот и чуване во музичките келари цели 8 години. Промоцијата кога конечно ќе ја види обилината на денот е закажана за 6 јуни во Пап Рекорд со почеток во 15 часот. Албумот представува значаен придонес во македонската џез дискографија, носејќи автентичен и свеж звук на познати теми. Jazz Stream vs. Mainstream, Jazz FM радио со Костадин Шурбановски. Овој настан низ радио разговор во живо ја истражува границата помеѓу џезот и широкиот мејнстрим преку медиумскиот пристап на Jazz FM. Разговорот ќе се реализира на 5 јуни во кафе бар Пијана Вишна со почеток во 16:30. Преку ова емитување, публиката ќе се запознае со специфичната енергија што го дефинира радиото како чувар на квалитетниот звук и истовремено ќе се дознаат порамските замисли и определби на новиот уредник на Jazz FM радио Костадин Шурбановски. Истата вечер следува DJ Шурбе сет во рубриката Без импровизации. MC Костадин Шурбановски се враќа со музичката селекција која ги поместува границите и создава совршена атмосфера за опуштање во концертните настани. Сетот ќе се одржи на 5 јуни во Крафт бар вторник со почеток во 22 часот. Ова е музичко патување каде ритамот станува универзален јазик што ги поврзува сите присутни. Во состав на оф програмата е и Safe Jazz Jam Session или Jazz сесии, джем сесии. Овие средби се вистинско срце на фестивалот, каде музичарите преку слободна импровизација ја слават џез филозофијата во интимен амбиент. Джем сешенот е закажан за 4 јуни во Пап Рекорд во 22 часот. Ова се моменти на апсолутна креативна слобода, каде што секој тон е единствен и неповторлив. Важна напомена за сите љубители на добриот звук. Билетите за сите вечери се бесплатни, а може да се резервираат телефонски на 072 233 012 или лично да се подигнат на следниве места: Центар за култура Антон Панов Струмица, Крафт бар вторник, Рекорд паб, Пијана Вишна, кафетерија Мала сцена, Мир бистро. Струмичани, честито, Jazz Stream Festival ве очекуваме. Програмата ќе биде трајче јадо, за се што ве претходно информираше. Кануваме, сите се добродојдени на една нова урбана дружба. Поведете.